Во теолошките кругови постои мнение дека немалку години православната теологија дејствуваше одсечена од убавината, но веќе се збиднува обидот на соединување на теологијата и уметноста, за да се пројави православната теологија на убавото. Помеѓу разните теолошки правци, например, традиционалистите, неоправославните, неопиетистите, неоконзервативните, неоапологетите и така натаму, постои една естетска теологија или теологија на убавото, која ја основа својата визија главно на нејзината поврзаност со уметноста. Црквата се труди да се постави отворена во светот, а тоа може да се случи и преку јазикот на уметноста и културата. Теологијата и кинематографијата се проникнуваат и отвораат прашања со кои го фрлаат антрополошкото сидро во длабоките води на човековата екзистенција. Во оваа прилика, сосема накратко ќе го посочам полнозначниот и наградуван јапонски филм Заминувања, кој се осврнува на големата тема од животот на човекот, а тоа се разбира е смртта. Дали човекот може да успее да и се доближи на смртта без да се ужасне од неа? Дали човекот го загади својот живот бидејќи ја изгуби свештеноста на смртта? Дали може да ги испружи рацете, не за да ја оттурне, туку да ја прегрне, повлечен од силата на воскресението? Дали може да го целива мртовецот, без да му се згади? Еден таков природен целив на смртта е филмот Заминувања, филм кој сепак сведочи еден дух на излез од човечките безизлези. На почетокот, главниот јунак го продава своето виолончело, но режисерот такита на прекрасен начин неговата следна работа, подготвувањето на мртовците за нивното последно патување, ќе ја представи како свирење виолончело, бидејќи јунакот никогаш и нема да го остави својот инструмент. Тој ќе се спријатели со смртта, ќе ја припитоми и од неа ќе направи уметност. Преку моменти на здрав хумор, покрај видливата смрт, филмот зборува и за многуте невидливи смрти, кои немал број луѓе ги кријат во себе. Например, главниот јунак децении е мртов заради омразата кон татко му, кој го напуштил како дете, но кога ќе дојде време и својот родител да го подготви за последното заминување, тогаш ќе се избави од собственото мртвило. Како што истакнуваат одредени современи теолози, кои од теолошки аспект зборуваат за овој филм, кај некои луѓе се пројавува потреба да се осврнат на одредени делови од својот живот и да откријат дека таму оставиле незакопани мртовци. Други пак луѓе воопшто не се свесни за тоа. Оној што ќе посака, може да го погледне овој филм, да го открие својот незакопан мртовец и да се исправи за нов по квалитет начин на постоење, за надминување на смртта како составен дел од животот. Евдокимов вели: молкот на мртвите виси над живите
како закана. Сепак, после Христа, смртта е христијанска. Таа повеќе не е натрапник, туку големо посветување и премин.